Благодарам, председателе. Почитувани колеги пратеници, предлагаме денеска амандман со кој ќе се обезбедат средства во висина од 172 милиони 480 илјади денари или 2,8 милиони евра, се со цел да се изврши исплата на платите и придонесите на вработените во Еврокомпозит Прилеп. Само ќе да објаснам дека за ова донесен е и закон во Собранието на Република Македонија, изгласан е закон во 2019 година, чинам, за исплата на придонесите на Еврокомпозит. Затоа ќе ве замолам да го исполните вашето ветување кое сте го дале на вработените на Еврокомпозит Прилеп и да се исплатат овие средства. Моментално состојбата во Еврокомпозит Прилеп е страшна. Фабриката не работи од декември лани, од јануари 2020 година е исклучена и електричната струја, таму не функционира ни стражарска служба, вработените се оставени на немилост, иако претходно му беше ветувано се и се што од страна на Зоран Заев, почнувајќи уште од изборите во 2016 година, пред изборите во 2016 година, 2017, 2018, 2019 е донесен закон, како што кажав, за обештетување на овие вработени, но до ден денеска гледаме дека таму не е направено воопшто ништо и луѓето секојдневно излегуваат на протести. Но да одам со ред да ве запознам со состојбата и со аналогијата на нештата како се одвивале во изминатите 3-4 години. Вработените гаеа на вистина големи надежи по ветувањето на Зоран Заев дека решавањето на нивниот проблем е многу лесно. Дека со 2 милиони евра ќе се платат придонесите, ќе се донеси инвеститор или владата ќе назначи добар менаџмент и после работите ќе цветале. Господјата Шекеринска во неколку наврати исто така најави дека има доста заинтересирани купувачи за оваа фирма, Еврокомпозит. Дури истакна дека веќе работата е при крај и дека забрзо ќе добија нов собственик, Еврокомпозит, и ќе биде решена долгогодишната сага на овие вработени. После тоа излезе господинот Ангјушев, кој беше министер за економски прашања, вице-премиер во владата на Социјалдемократскиот сојуз и му кажал на вработените дека Шекеринска со својата изјава пред новинарите предизвикала да се откажи сериозен купец кој веќе скоро и да имал донесено одлука за купување, односно преземање на Еврокомпозит. На 31 јануари 2019 година Зоран Заев на седница за пратенички прашања исто така кажува дека работата само што не се завршила, кажа дека има два заинтересирани странски инвеститори, едната турска компанија и една српска компанија, и кажа дека очекува успешна трансформација на фирмата и работниците да имаат успешна иднина до своето, сигурна иднина до своето пензионирање. Кажа дека од фирмите кои се заинтересирани да го преземат Еврокомпозит се бара да ги покријат доминантно за останатите побарувања, тоа се плати, придонеси по основ на плати. Но, доколку и ова не се исполнено, Зоран Заев кажа од собраниската говорница дека државата има и друга алтернатива, да издвои 3 милиони евра и да ги плати сите обврски на вработените и да постави добар менаџмент кој успешно ќе раководи со фирмата и ова ќе представува трајно решавање на овај проблем. Ништо од ова што му го ветувавте на вработените на Еврокомпозит. Само ги менувавте раководните структури, имаше некои директори од Охрид, потоа беше поставен господинот Златко Граоровски, во моментов директор, ако може така да се нарече, бидејќи воопшто фирмата не функционира, луѓето не одат на работа, директорот не можат ни да го добијат и кога ќе го добијат крева раменици, Милан Тоцев се вика директорот.
Владиниот повереник Татјана Чачорова арогантно не сакала ни да ги слуша. Ова го слушнавме вчера на протест од самите вработени кои го блокираа патот Прилеп градско, барајќи си ги своите права. Од јануари 2020, како што реков, во Еврокомпозит е исклучена електричната енергија, таму воопшто не може да се одвива производствениот процес, нема стражари, нема стражарска служба, оставена е фабриката на милост и немилост, се крадат скапи делови од скапи машини, CNC машини, како што ми е кажано, и луѓето немаат што да прават од повторно да излегуваат на протести, да си ги бараат своите права, односно да го бараат она што им е ветено. А ветено им е и со закон изгласан тука во Собранието на Република Македонија дека ќе им се исплатат за останатите придонеси по основ на плати. А останатите средства, плати и други додатоци кои му се должат, а изнесуваат некаде по 4.000 евра по човек за околу 240 вработени, воопшто не се спомнува како ќе им бидат исплатени. Господјата Царовска на 26.2. секако пред избори во Прилеп изјави дека 154 вработени кои се прогласени за технолошки вишок се веќе обештетени со законот за материјално обештетување. Но излага. Вистината е дека му се исплатени на овие лица 154 лица на број средства околу 500 евра, а остатокот уште 1000 евра и ден денеска не им е исплатен. Затоа, почитувани колеги пратеници, барам од вас да си го исполните даденото ветување на вработените на Еврокомпозит. Овие луѓе име прекуглава од лажење, на овие луѓе име прекуглава од се, буквално немаат да јадат леп нивните семејства. Ке ве замолам овој амандман да го прифатите и да се обезбедат средства во висина од 2,8 милиони евра, со што ќе може да му се исплатат придонесите, како што им е ветено и загарантирано со закон кој е изгласан тука во Собранието на Република Македонија, токму на предлог на вашата влада, сте го гласале вие или вашите претходници од вашата партија. Ви благодарам. Колега, ве молам само да го прочитате, да ја прочитате содржината